Редици гласачи со маски и ракавици пред гласачките места на растојание од 2 метри. Внатре прскање со спреј за гласање и заштита и со средства за дезинфекција. Избирачки одбори кои освен што ќе ги проверуваат личните документи на граѓаните, ќе им мерат и температура и со скафандери ќе носат изборен материјал кај заразени од корона. Ќе биде ли ваков амбиентот за изборите во Македонија ако се спроведат во услови на пандемија на COVID-19? Во вакви околности самиот процес на гласање би се одвивал побавно. Председателот на ДИК за Алфа вели дека според симулацијата направена изминатите години за гласање на еден граѓанин од влезот на гласачкото место до пуштање на гласачкото ливче во кутијата била потребна 1,5 минута. Сега тоа време ќе се зголеми можеби и двојно. Особено би се отежнало гласањето во големите гласачки места во градовите кои бројат над 1100 гласачи. Најмалите гласачки места пак во некои рурални средини имаат по 10 избирачи. Ако на едно гласачко место во нормални услови за 12 часа можеле да гласаат 480 избирачи, при двојно зголемено време за гласање, односно околу 3 минути по избирач, следствено би гласале двојно помалку, односно 240 граѓани. Со гласање на секои 2 минути пак би излегле 360 избирачи. Дополнителни проблеми можат да бидат просторот неопходен за дистанца меѓу присутните и стравот кај избирачките одбори во вакви услови да спроведат избори. Комисијата за заразни болести треба да ни објасни какви протоколи треба се спроведат за и граѓаните и избирачките одбори да бидат заштитени. По еден представник од сите кандидатски листи и 5 члена на избирачки одбори, тоа значи 20 луѓе присутни во просторија за гласање, односно просторија од минимум 40 метри со почитување на препораките за дистанца од 2 метри. Во многу места изнајмуваме просторија за гласање кои се далеку помали и на граѓаните кои ќе гласат во карантински услови не треба да им се одземе правото на глас. Власта инсистира на избори на 14 јуни. Опозицијата смета дека треба да се обезбеди здравјето на граѓаните, а потоа да се оди на избори. Најоптимистичките прогнози од изборните органи беа за средината на јули. На лидерската средба кај Пендаровски утре треба да се разговара за следните мерки и евентуален изборен датум.